Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Кривични пријави за двете деца и нивните родители за инцидентот во Скопски аеродром во кој беше физички малтретирано 12-годишно девојче. МВР побара од обвинителството и судот да преземат мерки за санкционирање за да сопре трендот на врсничко насилство. Кривични пријави за насилните девојчиња и за нивните родители најави МВР. Откако јавноста беше згрозена од видеото на кое се гледа како две малолетнички тепаат 12-годишно девојче, а тоа клекнато на колена им се извинува. Во полициска станица биле повикани и неколку од децата, кои снимаат, навиваат и го поттикнуваат насилството. Кјутете како ќе пука! Кјутете! Немилиот настан вчера во полиција го пријавила мајката на жртвата, а бил извршен и лекарски преглед на тепаното дете. Ќе бидат поднесени кривични пријави против оној кој што исполнува законски услови за истото, но и против родителите. Станува збор за кривична пријава насилство, кој што ќе биде поднесено и военно малтретирање и запуштање на малолетно лице. Со што ние ќе си ја сработиме работата како Министерство за внатрешни работи, како што сме ја сработале работата и во рамки на другите случаи во минатото. Но очигледно дека она кое што го работи Министерството за внатрешни работи не е доволно. Односно, понатаму треба да постапи во овој предмет јавното обвинителство и судот. И сето тоа да биде соодветно споделено со јавноста, да преку медиумите бидат запознаени сите оние кои што во иднина повторно ќе се дрзнат да направат вакво насилство, дека за истите следи санкција. Посериозен пристап и построги мерки од страна на институциите кон врсничкото насилство за кое веќе одамна е вклучен алармот, поради се позачестените случаи, бара и адвокатката Маја Ристова. Таа застапува дете жртва на булинг во Штип, но вишото обвинителство ги ослободило од одговорност родителите на насилните девојчиња, зашто не знаеле и не се согласувале со тепањето. Ние на хартија имаме закон кој што предвидел мерки, меѓутоа во пракса истиот не се применува. Како што кажав, мерките се благи и треба веќе конечно да се изрекуваат мерки кои што ќе има ефект, кои што го намалат насилството. Овие насилници никогаш повеќе да не го сторат, меѓутоа биде порака и до другите деца, малолетници, да не го прават истото. Во спротивно, каква порака се испраќа? Каква порака испраќаат институциите дека секој родител може да не врши грижа и надзор на детето затоа што нема да одговара, затоа што законодавецот го ослободува одговорност. Денеска во јавноста се појави ново грозоморно видео на кое се гледа како 14-годишно момче лежи облеано во крв во Ченто. Од МВР соопштија дека настанот бил пријавен пред 10 дена, кога малолетник бил физички нападнат од 3 полнолетни лица, од кои едното му нанело повреда со остар предмет и се преземале мерки за расчистување на случајот. Александар Динев, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски остава можност да се разговара со опозицијата и за друг модел за гласање на диаспората надвор од електронското гласање. Во гостувањето на тема на денот ја повика опозицијата диалогот да продолжи. Власта е подготвена да разговара за сите модели со кои би се зголемила излезеноста на гласачите на диаспората. Премиерот Мицкоски со отворен повик до опозицијските партии да се најде начин за да се улесни правото на гласање на македонците во странство, откако пропадна обидите за измените на изборниот законник поради блокада од опозицијските партии. Ево јас јавно кажувам, дајте да најдеме начин како да го зголемиме гласањето на диаспората. Не е битно дали тоа ќе биде електронско, дали ќе биде со писма. Дајте да најдеме начин, не е битно. Да најдеме некоја пракса во светот како би успеале на тие луѓе да им овозможиме правото на гласање да го остварат на поедноставен начин. Бидејќи сега конкретно го давам примерот со австралискиот континент. Вие треба да патувате и по 10 часа авионски за да го остварите своето право и да се вратите назад. Мислам, ретко кој ќе биде мотивиран и инспириран тоа да го прави, ќе признаете. По тема на денот, меѓу другото, премиерот посочи дека нема амбиција да се кандидира за председател на државата, но како председател на ВМРО ДПМН кажа дека ќе предводи уште една голема победа над СДСМ на следните парламентарни избори. Кога ќе завршам со
овој дел од мојот живот како претседател на владата дека ќе се вратам на факултет кај студентите. Јас никогаш не кажав кога тоа ќе се случи. Дали ќе се случи за година, за 5, за 10 и така натаму. Ќе треба овие кои што се уплашени од мене, кои што континуирано гледам ми предскажуваат некаков крај, да се потрудат малку повеќе, за да тоа трае пократко, а јас пак од друга страна ќе се потрудам малку повеќе за да тоа трае подолго. Според премиерот, само за 2 години просечната плата е зголемена за 8.000 денари, пензиите на пензионерите за 7.000 денари, растот на БДП од 1,8% сега е 3,5%, а во моментот се градат и 6 автопатски делници. Габриела Лескова, Сител телевизија. Лидерот на СДСМ пак ги повика младите да му бидат сојузник во борбата за еднината на државата. Вие сте оние кои не сакате да градите иднина врз лаги и врз систем во кој правдата важи само за некој. Затоа сме тука. Затоа се бориме. Не сме тука за да чекаме подобри времења, туку за да ги создадеме. Не сме тука за да се помириме со тоа дека организирана криминална група управува со државата. Туку за да вратиме државата во рацете на граѓаните. Европската унија ќе прави прераспределба на средствата за Западен Балкан. Оние кои немаат реформи нема да добијат пари. Европската унија подготвува нова финансиска поддршка од реформскиот фонд за Македонија, Црнагора и Албанија, пишува Евроньюз, повикувајќи се на извори од Европската комисија. Трите земји се сметаат за лидери во спроведувањето на домашните реформи, додека Босна и Херцеговина, Косово и Србија генерално се сметаат за земји што заостануваат, па нивните неискористени пари ќе бидат прераспределени. Средствата што не ги користат Босна и Херцеговина, Србија и Косово затоа што не ги исполнуваат обврските од така наречената реформска агенда, се очекува да бидат пренасочени кон земјите со најголем напредок во реформите. Тоа се Црнагора и Албанија, така наречени предводници, како и Северна Македонија, која исто така има добри резултати во спроведувањето на реформите, пишува Евроньюз. Од инструментот за раст на Западен Балкан, вреден 6 милиарди евра, Унијата досега има исплатено нешто над 670 милиони евра кон 6 земји кандидати. Финансиската помош е сепак условена со спроведувањето реформи, а крајниот рок кој го постави Унијата истече во вторникот, односно на 30 јуни. Планот за прераспределба на парите од земјите кои заостануваат кон водечките кандидати според Евроньюз, Европската комисија ќе им го представи на земјите членки до крајот на јули, пошто ќе се знае која држава колку пари ќе добија. Македонија во мај доби одобрение за нови 65,7 милиони евра, од нив 30,6 милиони евра се наменети за државниот буџет, додека преостанатите треба да се користат за инфраструктурни и развојни проекти. Со последната исплата, Македонија досега има добиено 142 милиони евра од Унијата. За да го фати крајниот рок за спроведувањето на реформската агенда, Собранието изминатите денови донесе повеќе закони, како законите за судска и јавна обвинителска служба, за високи раководни службеници, законите за користење на обновливи извори на енергија, за зоотехника и за оружје. Измените на изборниот законник, пак како дел од реформската агенда, остануваат заглавени во собраниска процедура. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Во обид да се превенираат големи шумски пожари, ЦУК инсталира систем за рана детекција. Габриела Лескова, Воје вести, за што станува збор? Маријан, станува збор за 50 камери кои што се инсталирани на критичните подрачја на територијата на Македонија. Како што напомена и ти, целта е рано да ги детектираат шумските пожари. Наместо како досега, случаен минувач да пријави каде има чатпа за потоа службите да интервенираат, сега тоа го прави смарт камера во која што има и вештачка интелигенција. Токму со помош на вештачката интелигенција се детектира каде е огништето, па на овој начин службите ќе може многу полесно и побрзо да стигнат до критичната точка. Како конкретно ќе функционира овој систем и како им олеснува работата на службите, да проследиме од историјата која што следува. Шумските предели во државата добиваат нов деноноќен чувар. Преку пилот проектот во соработка со домашна компанија, Центарот за управување со кризи започна со инсталирање на систем за рана детекција на шумски пожари. На стратешки локации низ земјава веќе се поставува мрежа од околу 50 интелигентни камери, чија примерна задача е да го забележат огнот во неговата најрана фаза. Во оваа просторија никој не спие. Екраните позади мене се новите дигитални очи, односно чувари на шумските предели. Па
Така, наместо како досега да се чека некој случаен минувач да пријави чат, овие камери кога има и најмал пламен на некој шумски предел на одредена локација во Македонија, автоматски се активира и испраќа силен аларм овде во Центарот за управување со кризи за итна реакција. Системот работи целосно автоматски. Веднаш по детекцијата на чат, дежурните оператори во Центарот за управување со кризи добиваат известување преку имейл или пак порака, а во тек и имплементација на звучен предупредувачки аларм. Во секоја камера има вештачка интелигенција вградена, доколку детектира чат или пламен, застанува камерава на позиција, може две опции има, може автоматски да се зумира на пожарот, може и операторите кои што работат овде, они да зумираат на пожарот, со тоа што добиваат првичната информација. Дополнително информацијата стига на мејл и на SMS порака. На мејл стига се додека они не потврдат дека е пожарот, односно мејлот се повторува на секоја минута. Додека SMS-от стига еднократно и со тоа се информира дека нели има негде некаков пожар. Овој систем им помогнал на службите и во пожарот кај Велешко. Можеше да се гледа развојот на самиот пожар, односно каде се најголемите жаришта, или оперативно кажано можехме да видиме од која страна можеше да се приди на тој пожар, по кои патишта, кои екипи каде да интервенираат. Директорот на ЦУК вели дека Хрватска е успешен пример за овој проект. Овие системи ги имаат многу држави на регионот, особено Хрватска. Во Хрватска моментално има 50% помалку шумски пожари од кога се поставени ваквите камери. Со помош од смарт камерите, например, има пожар у Кикта. Ние во рок од 10 секунди ќе знаеме точна локацијата каде е пожарот и во која насока се движи пожарот. Овој пилот проект треба да послужи како темел за создавање на национален ефикасен систем кој навремено ќе одговори на секој пожар. Технологијата и вештачката интелигенција конечно се ставаат во служба на македонските шуми, ветувајќи побрзи интервенции и драстично помали штети во критичните летни периоди кои што предстојат. Габриела Лескова, Сител телевизија.